Заменик председателот на владата Пешевски во работна посета на општина Илинден. Тој таму дочекан од домакинот, градоначалникот Стојановски и неговиот тим, при што беа посетени повеќе локации во општината каде се во тек интензивни градежни активности. Како и секогаш, така и овој пат, граѓаните со нетрпение ги очекуваа представниците од извршната власт. Ја искористија можноста да постават прашања, да укажат на известни проблеми, но и да дадат своји предлози и сугестии за реализација на нови проекти. Вице-премиерот Пешевски и градоначалникот Стојановски направија обиколка на градежните интервенции на поставувањето на еден од 6 препумпни уреди, како дел од проектот изградба на фекална канализација со пречистителна станица во населбата Илинден. Тоа представува еден од многуте капитални проекти на локалната самоуправа. Градоначалникот Стојановски го информираше вице-премиерот Пешевски дека со изградбата на овој проект досега се реализирани 3 сегменти од фекалната канализација во Марино, Кадино и Илинден, со кои се опфатени 1000 домакинства, односно 4000 жители, при што се инвестирани 100 милиони денари. Во агендата на вице-премиерот и градоначалникот беше и посетата на детската градинка Гоце Делчев, каде во тек изградба на нов дел со површина од 650 метри квадратни, при што се градат 5 занимални. Се проширува кујната и се гради нова сала за приредби и манифестации, со што капацитетот на градинката ќе биде зголемен за 120 деца. Со овој зафат во градинката ќе може да бидат згрижени 350 деца. Инвестицијата за овој проект изнесува 15 милиони денари. Како дел од интензивните градежни работи во општина Илинден е и санацијата на улицата 534 во населеното место Марино, во должина од 330 и широчина од 5,5 метри, за што од оперативниот буџет на општина Илинден ќе бидат издвоени 2 милиони денари. Работната посета во општина Илинден финишираше во економската зона Марино Кадино и холандската фабрика за работна и заштитна облека Витек Македонија, компанија која дава голем придонес за забрзан одржлив економски развој на локалната самоуправа. Благодарение на општинските власти и начинот на менаџирање, Илинден е лидер во земјава по бројот на стопански капацитети, кои многу брзо никнуваат, така што бројката од близу 170 компании е веќе реалност. Солидната бизнис клима која ја креираат локалната и извршната власт се причина за невработеноста во општина Илинден, заклучно со вториот квартал од 2015 година, да се намали на 12%.